Старосната граница на земјоделците во југоистокот расте, иако нема точни податоци за тоа колку е просечната старосна граница и надлежните институции и земјоделски организации се согласуваат дека младите не се заинтересирани за земјоделството како нивна основна екзистенција. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски вели дека се свесни за оваа ситуација и дека токму поради тоа годинава поголеми средства биле пренаменети токму за мерката млад земјоделец. Во првите неколку месеци се реализираше една од мерките, тоа е поддршката на млади земјоделци, ако во претходната година од 1600 апликанти државата склучи договор само со 90 до 100 апликанти, оваа година од вкупно 624 апликанти поддржавме 424. Тоа се околу 4,5 милиони евра повеќе пари кои што отидоа по однос на мерката млади земјоделци и веќе овие проекти ќе започнат да заживуваат. Од Министерството најавуваат и низа други мерки со кои што за земјоделците ќе остануваат многу повеќе средства и оваа дејност ќе биде привлечна и доходовна. Во овогодинешната програма предвидуваме исто така поддршка за младите земјоделци, меѓутоа и формализирање на нивниот бизнис и на нивната инвестиција. Поддршката доаѓа преку, како што кажав, отварањето на ИПАРД фондовите и на програмите. Ќе носиме нов закон за советодавен земјоделски систем кој што ќе помага вклучително и на младите земјоделци. Ќе ја донесеме, односно во владината програма и мерката која што во наредниот период ќе се имплементира, тоа е ослободување на младите до 35 години во делот на плаќањето на концесијата за земјоделско земјиште, значи државата ќе им даде земјоделско земјиште, а при тоа 3 до 5 години нема да плаќаат концесија, ќе бидат ослободени и сите други низа на мерки и активности навистина ќе се насочиме кон промоција на целокупниот овој агроземјоделски, но и рурален сектор, затоа што сме убедени дека Македонија има силни потенцијали и водени ресурси, има и шуми, има и земјоделско земјиште, меѓутоа мора да го направиме редот, мора да ги ставиме сите овие потенцијали во функција и сум убеден дека во наредниот период младите се повеќе ќе бидат заинтересирани. Ако направиме поевтино земјоделско производство, ако остануваат повеќе пари кај самите земјоделци, верувам дека и младите ќе бидат едни од најзаинтересираните. Од општите мерки наменети за сите земјоделци е воведувањето зелена нафта, која што значително ќе ги намали производствените трошоци на земјоделците, но и подигнувањето на границата на приходи кои што не подлежат на персонален данок од 300.000 на 1 милион денари.